Добра вечер, Македонијо! Добра вечер, Скопје! Да го поздравиме председателот на ВМРО ДПМН, господинот Никола Груевски! Да ги поздравиме коалиционите партнери од коалицијата за подобра Македонија! Да ги поздравиме кандидатите за градоначалници на општините во Република Македонија. Да ги поздравиме кандидатите за советници во советите на општините во Република Македонија и на градот Скопје. Да ги поздравиме присутните од гордиот Бутел, од урбаниот центар, од верните Газибава и Кисела вода, до убавиот Карпош и стариот Чаир, преку сложните Сарај и Шуто-Оризари, од силниот аеродром до патриотското Ѓорче Петров. Почитувани присутни, ви благодарам што дојдовте во волкав број на овој најголем митинг на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Победуваме! На 15 октомври победуваме и славиме уште една голема победа. Победа за Скопје, победа за Македонија. Победуваме за модерно и напредно Скопје. За Скопје каде има соживот и почитување. За солидарно Скопје. За Скопје кое се развива и Скопје кое нуди можности за сите, со решенија и шанси за сите. Скопје е наш град, отворен град на сите, град на мирот, град на солидарноста. Тоа е нашето Скопје. Јас сум човек кој многу малку говори. Јас сум човек кој сака, умее и знае да работи. Кој посветено работи. Кој гради, реконструира и ги подобрува условите во областа на зеленилото, инфраструктурата, нови булевари и кружни токови, во областа на сообраќајот, образованието, спортот, културата, социјалата и другите области. Наместо големи говори, јас и моите колеги градоначалници се одликуваме со нашите дела. Делата се оние кои зборуваат за човекот, кои се тука, се гледаат и се чувствуваат. Работа наместо зборови. На Скопје му треба домаќин човек. И тука сум да работам за секој еден граѓанин на градот Скопје. Слушам дека се фалат ќе донесат живот и воздух во Скопје. Уште еден влез и излез од аеродром Концентар со мост на реката Вардар. Изведба на кружен тек кај Момин поток во Карпош. Изведба на Јужен булевар позади Рамствор во општина Центар. Продолжување на булеварот Борис Трајковски, четврта фаза до Драчево во општина Кисела вода. Продолжување на булеварот Христијан Тодоровски Карпош во Бутел и Чаир. Проширување на булеварот Никола Карев, поранешна пластичарница во Чаир. Реконструкција на улицата Индира Ганди во Шуто-Оризари. Проширување на булеварот Александар Македонски, влезот во Скопје, во општина Газибова и уште еден кружен тек во општина Ѓорче Петров, како и решавање на водоснабдување во селото Буковиќ и Ласкарци во општина Сарај. Тоа се проекти во сите 10 општини за подобар живот на граѓаните на градот Скопје. Скопје е и ќе продолжи во уште поголема мера да биде град на среќни и насмеани луѓе.
луѓе кои се вработуваат и имаат поголеми примања. Скопје ќе биде пример за еколошки град, град за практични и подобрени решенија. Тоа е мојот сон. Сон за нашето Скопје, кој верувам дека ќе го остварам. Скопје, каде што младите ќе имаат шанси да дојдат до свој дом по поволни цени. Тоа е она на што јас ќе инсистирам. Скопје, кое на семејствата со социјален ризик ќе им ослободи дел од трошоците. Скопје, кое е модерно и во кое сообраќајот ќе биде поефикасен. Улиците и булеварите побезбедни и пошироки и пофункционални. Тоа е идејата што ќе ја спроведеме за Скопје, за нашето Скопје. Скопје велометропола, во која велосипедите ќе имаат можност безбедно да се движат по патеки и ленти. Скопје кој отвара нови работни места и нови фабрики е нашата цел која ќе ја оствариме. За да го направиме сето тоа, потребен е тим. Водењето на градот Скопје е тимска работа. Затоа е потребно да гласате и да ги поддржите кандидатите за градоначалници од коалицијата за подобра Македонија во сите скопски општини. Многу е полесно кога имате градоначалник на општина кој сака да соработува, кој работи домаќински и кој се води од помислата да направи нешто. Покрај колегите градоначалници, вечерва тука се и идните советници на градот Скопје, кои исто така ги поздравувам. Да ги поздравиме со еден голем аплауз. Многу е важно да ја поддржите и листата на советници. Секоја поважна одлука и проект на градот Скопје поминува ни советот на градот Скопје. И воопшто не е sejedno или неважно каква ќе биде поддршката за советот. Листата на советници, предводена од професор Христијан Мицковски, е вистинскиот избор за градот Скопје. Таму е и мојот иден заменик градоначалник на град Скопје, господинот Мухамед. Заедно со Ирена, Михајло, Јован, Светлана, Елена, Али, Владо, Саид, Ерџан, Иван, Ивона, Мирдита и останатите кандидати за советници на советничката листа на градот Скопје. Тоа ќе биде мојот тим во градот Скопје. Тоа ќе биде тим со визија, тим кој секојаш се одликувал и ќе се одликува со работа за подобра Македонија и подобро Скопје. Почитувани граѓани, јас ви ветувам дека ќе продолжам да се борам за сите граѓани, во сите 10 општини, за сите националности, од сите политички партии, стари и млади, мажи и жени, бидејќи тоа сум јас, работа и само работа. Скопје ќе продолжи да оди напред и да влезе во ерата на уште поголем напредок и развој. Бидете сигурни во тоа. Го имате мојот збор. Работиме и не се штедиме. За вас, за подобри општини, за подобар живот. Секогаш работиме за подобро Скопје. Да сте живи и здрави, заедно да славиме уште една голема победа на 15 октомври. Победа за нашето Скопје. Победа за Република Македонија. Да сте живи и здрави.